Апсолутно немам никаква комуникација со представници на Сојузот на синдикати. Председателот на Сојузот сум го сретнал само еднаш пред неколку месеци во собранието, кога и тогаш и се запознавме. Едноставно не сум го знаел председателот ни порано, кога дискутиравме за правата за и барањата на вработените во секторот образование. Сметам дека да се стави партиско обележје на една таква активност е недозволива и недемократски, поради тоа што синдикатот како репрезент на работниците, на нивните реални објективни барања, тоа му е едноставно работа. Ние во изминатиот период, додека водевме владата, покажавме што значи вистинска грижа за работниците. Ние проактивно работевме да најдеме дополнителни средства во буџетите, да ги зголемиме платите, да тенденцијата на раст на минималната и просечната плата остане со текот на годините, да може да се зголеми квалитетот на живот на работниците. Едноставно сега, кога работниците укажуваат дека тешко се живее, дека се потребни најмалку 3 минимални плати да се обезбеди една потрошувачка кошничка, очигледно е дека имаме проблем. Меѓутоа, таа тенденција на владата сметам дека е многу опасна. Тоа значи дека они ќе му фрлат партиско обележје на било кое барање, на било која група на луѓе, кога имаат реални проблеми, кои што проблеми владата едноставно треба со својата работа да ги реши. Впрочем, затоа се тие тука, не да ги критикуваат барањата и да ги бележат дека се обоени со ваква или таква партиска боја или да бараат некаква конекција. Тоа што не се излегува во пресред на барањата на работниците, сметам дека е немање на демократски капацитет и едноставно немање на волја и желба да нешто се направи повеќе за нив, кога тоа ќе се стави заедно со лошите економски политики, со лошите предвидувања од страна на Меѓународниот монетарен фонд, лошата реализација на капиталните инвестиции, помалку 3% во првите месеци реализација, за разлика од 12% на почетокот на 2024 година, со одливот на работна сила и со јасното укажување дека лоша прогноза за економијата е тоа што нема реформи, очигледно е дека владата е лош менаџер и ние може да очекуваме само дополнителни кризи.